Добро вечер на гледачите на телевизија Сонце. Јас сум Аристотел Тентов. Работам како професор на Факултетот за електротехника и информацијски технологии во Скопје, во подрачјето компјутерско инженерство. Една од специјалностите кои што ги покривам, тоа е безбедност и заштита на компјутерски системи, особено делот за шифрирање, дешифрирање, односно криптографија и осознавање на различни шифри. Но денес нема да зборуваме за тоа, ќе зборуваме за резултатите од истражувањата кои што ги спроведовме заедно со академикот Томе Бошевски на текстовите, на така наречените демотски текстови, на каменот од Розета и на каменот од Канопус и за нивните македонско-словенски карактеристики на јазикот кој што го откриваме на овие текстови. Инаку, она што ќе го зборуваме ќе се одвива во соследната содржина. Напрвен ќе зборуваме за основните карактеристики на писмото, за знаците кои што ги идентификувавме, потоа ќе зборуваме за начинот како извршивме озвучување на знаците и ќе го представиме македонскиот превод, односно преводот на современ македонски јазик на комплетниот текст на каменот од Розета. Ќе зборуваме за резултатите во однос на споредбата на нашите читања и она што постои како евиденција во археологијата на светско ниво. А за да го потврдиме карактерот на овој јазик како древно македонско-словенски, ќе подцртаме неколку граматички правила кои што ги најдовме во овој јазик, кои што се уште важат и во современиот македонски јазик. Ќе кажеме нешто во подкрепа на тоа дека ова представува цел систем, затоа што го откриваме древно македонскиот пантеон, односно пантеонот на древно македонските богови, откриваме имиња на боговите на другите народи, како тие ги нарекувале, каков бил системот на кој што тие ги нарекувале различните нации, различните градови и граѓаните во тие градови. Особено ќе би сакале да подцртаме она што е карактеристично за јазикот и за начинот на комуникација во текстовите кои што ги најдовме, особено при комуникација со другите нации кои што живееле во древен Египет во периодот кога со него владееле древните македонци од династијата на Птоломеите. И ќе истакнеме на крај некои примери на артефакти најдени во Македонија, кои што се на истото писмо, како и резултатите кои што ги добиваме со примена на методологијата која што претходно ќе ја представиме во артефактите од Винча. И на крај ќе дадеме и некои заклучоци. Она што е карактеристично за каменот од Розета, тоа е дека тој е еден од најпознатите артефакти најдени во Египет, кој што потекнува од времето на владењето на династијата на Птоломеите, поточно на Птоломеј V со Египет. Датумот на неговото издавање точно се знае, 26 март 196 година пред новата ера. Зошто е карактеристичен, зошто е значаен? Значаен е заради тоа што на овој камен се напишани 3 текста на 3 различни писма, одејќи од озгора надолу, од врвот надолу. Писмата се хиероглифско писмо, потоа писмо кое што науката го познава светска како демотско писмо и на крај унцијално писмо, кое што поголем дел од луѓето го нарекуваат древно грчка, но во науката се познава како и се почитува како унцијално писмо. Бидејќи ние не можевме со академикот Бошевски да се помириме со фактот дека древните македонци кои што створиле досега спрема познатите евиденции и сведоштва најголема империја што воопшто постоела некојаш во светот, според современата наука, тие луѓе не биле способни да запишуваат
на свое писмо и да зборуваат на свој јазик, него користеле древногрчки. И со таа цел, бидејќи оваа империја владеела во тој период најцивилизираниот дел од земјината топка, и тоа 300 години, неминовно се наметнува логичкиот заклучок дека најверојатно тие луѓе мораат да имаат и многу јака или многу развиена култура и цивилизација, што вклучува во себе и секако писменост. Инаку, некој ако е војнички моќен, може да освои таква територија, меѓутоа потоа да ја владее таа територија 300 години и тоа да владее над најписмените нации во тој период, не може без собствена култура, писменост и цивилизација. Бидејќи артефактот каменот од Розета или каменот од Ел Рашид, како што се нарекува на египетски, ова место, е напишан на 3 писма и токму во периодот на Птоломеите, а бидејќи хиероглифите секако припаѓаат на египетското писмо, тие се дел од египетско писмо, унцијалното писмо, современите научници тврдат дека припаѓа на грците. Предпоставивме дека средното писмо, тоа е демонското писмо, најверојатно е писмото кое што го употребувале древните македонци и дека најверојатно е напишано на древномакедонски јазик. Кој беше мотивот за вакво тврдење? Па, било кој владетел, кој ќе завладее некоја територија, прво што прави е да го воспостави својот јазик и своето писмо како званично писмо, односно званичен јазик на територијата која што ја завладел. Таков е со сите познати случаи во светот, кога да англичаните освојуваат Индија, тие не седнуваат да научат индиски, него го воспоставуваат англискиот јазик како официјален и тој е се уште и ден денес официјален јазик на Индија. Во периодот на Втората светска војна, кога бугарите доаѓаат на наша територија, кога владеат со оваа територија, својот јазик и своето писмо го воспоставуваат како званично писмо. Претходно, за време на кралството на СХС, потоа кралството на Југославија, српскиот јазик и српското писмо се званични јазик и писмо на територијата, значи сето тоа отприлика има некаков таков стандарден тек и ние без ништо да предпоставуваме околу природата на самиот јазик започнавме да го изучуваме средниот текст кој што е прикажан на овој слайд. За почеток изгледам работава многу тешка, застрашувачка, гледаме дека имаме една континуирана низа на знаци кои што немаат интерпункцијски знаци во сегашната смисла на зборот, нема точка за крај на реченица, нема празно место меѓу зборовите, се е во една континуирана низа и тоа представува дополнителен проблем, освен основниот проблем што имаме некаков запис, тоа е запишано на каменот, но ниту знаеме карактеристики на писмото, ниту пак го знаеме јазикот. Значи, двоен проблем, но ни помага тоа што сме, да речеме, од инженерската фела, каде што за разрешување на ваков проблем постојат точно дефинирани процедури и практики и методологии. Инаку, овој проблем се нарекува осознавањето на јазикот и на писмото од нешто што е веќе готово, инверзен инженерски проблем, во смисла го знаеме резултатот, имаме нешто што е напишано, треба да откриеме на кој јазик и на кое писмо тоа е направено. И ние ги применувавме постулатите, кои што се општо познати во инженерството за разрешување на ваков проблем. Лингвистите тоа тешко дека може да го направат. А пред да започнеме со изложување и анализирање на тоа како е сето тоа разрешено,
би се осврнал за неколку основни карактеристики на писмото кое што е напишано, кое што е искористено за да се напише средниот текст. Реков претходно дека нема интерпункцијски знаци во денешна смисла на зборот, дека се е во една секвенца. Значајна карактеристика на писмото е дека тоа е слогово писмо, дека уште неколку знаци дополнително се искористени од сликовното писмо. Дополнително олеснително сознание е дека слоговите се исклучиво од типот согласка-самогласка. И сега кога имаме слогово писмо, значи слогово писмо значи еден знак има два звука. Денес писмото кое што го употребуваме, македонското кирилско писмо, па и сите верзии на латиничното писмо, се карактеризираат со тоа што еден знак одговара на еден звук. Овде имаме еден знак, два звука, првиот согласка, вториот самогласка. Во таков случај мора да се воведат уште некои дополнителни карактеристики, дополнителни знаци, кои што ќе послужат за запишување на изолирани согласки и изолирани самогласки, бидејќи се јавува потреба од тоа во рамките на пишување на текстови. И дополнителна карактеристика, освен запишувањето на слоговите знаци еден покрај друг, тие често пати се запишани еден над друг или еден врз друг и при тоа формираат така наречени лигатури, што е дополнителна карактеристика на ваквите писма. Првиот чекор при анализата беше да ги идентификуваме знаците, значи мораме да идентификуваме писмото, за да потоа можеме да преидеме на следниот чекор, да идентификуваме звуците во самото писмо. И тука нема ништо спорно. Тоа може да се види на каменот, може да се види на компјутера ако имаме слики од каменот и така натаму и така натаму. И при тоа знаците моравме да ги поделиме во три категории или две поголеми и потоа две поголеми категории и потоа една под категорија. Имено, според тоа, еден знак, колку положби има во рамнината на пишување, разликуваме генерално две класи на знаци. Едната е класата на така наречени асиметрични слогови знаци, така ние ги нарекуваме. Асиметрични заради тоа што во рамнината на пишување имаат 8 положби, 8 ротации, а втората група на знаци ги нарековме симетрични знаци. Тие во рамнината на пишување имаат само 4 различни вредности, 4 различни позиции. При тоа симетричните знаци имаат чисто симетрични и еден дел се накосени знаци. И од сите овие уште еден специфичен има слогов знак, кој што се состои од два знака. Сега за сега се уште не сме во ситуација да овие знаци ги озвучуваме. Првото прашање што моравме да го разрешиме, бидејќи да се подсетиме, знаевме карактеристика дека знаците имаат карактер да покриваат два звука, една согласка и една самогласка, при тоа согласката е водечка. Се сретнавме со еден проблем, ако некој има 8 различни положби, што тоа значи? Првата помисла ни беше дека со 8 различни положби на знаците, кај асиметричните знаци, дека најверојатно имаме 8 различни самогласки. Тука беше првиот проблем, затоа што во денешниот македонски јазик имаме, така популарно да се изразам, 5,5 самогласки. Имаме 5 самогласки за кои што имаме репрезенти во македонското кирилично писмо и уште еден знак за кој што немаме репрезент во самото писмо, ама го имаме во изговорот. Тоа се самогласките А, Е, И, О, У и за кој што имаме репрезент во писмото и самогласката Е за кој што немаме репрезент, а ја има во некои зборови како рш, кна, срп и така натаму. Овде имаме 8 ротации, најверојатно ќе треба да работиме со 8 самогласки.
ќе видиме подосна во самото излагање кои се тие 8 самогласки. Треба да тргнеме сега кога веќе ги дефиниравме знаците, ги идентификувавме во нивно озвучување, за да потоа врз основа на знаците и нивното озвучување се обидеме нешто да прочитаме во самиот текст. Понатаму моравме да го разрешиме проблемот на запишување на изолирани согласки. Тоа се прави многу едноставно со додавање на една коса црта на самиот основен символ, која што коса црта за последица има да самогласката се отстранува, се изговара само водечката согласка и мора во тие рамки да се издвојат знаците за изолирана самогласка. На кој начин да се издвојат по овие знаци? Сигурно немаат ротација, имаат само една единствена положба и ако ги најдеме знаците кои што имаат само една положба, не се повторуваат во различни ротации и положби во текстот, тогаш најверојатно тоа се кандидати за самогласки, а сликовните знаци или така наречените пиктографски знаци веднаш се гледаат, веднаш се дефинираат, тие имаат формата прикажана на слайдот и уште имаме неколку примери на истиот слайд на карактеристични начини како се пишуваат лигатури. Имаме примери за лигатури. Сега следува вториот чекор, а тоа е озвучување на самите знаци. Бидејќи доаѓаме од полето на инженерството, ние секој сакаме нешто да си олесниме работа. Ако решаваме равенки со непознати, да видиме кои се барем познатите вредности, а потоа да видиме и со некои почетни услови како да си ја олесниме работата. И овде ја олеснивме, најдовме мало олеснување на тој начин што определен број на знаци констатиравме дека ја задржале формата и за нив предпоставивме дека најверојатно и звукот на водечката согласка е задржан, како и дел од знаците за самогласки одговараат речиси се исти како со денешните, па предпоставивме дека звучноста на тие самогласки, односно на тие знаци, одговара на самогласките. Прикажано е тоа на левата половина од следниот слайд. Тоа се знаците за Ј, Р, Д, Ѓ, кој што го има во српското Ѓ. Има знак за Л, тоа е ламда, и знак за В, кој што одговара на латинската буква или буквата во латиничните писма В. Понатаму дадени се не примери, него само илустрација дека знакот за самогласката е речиси ист, само е малку накосен. Знакот за самогласката и е идентичен и ден денес се употребува во современата украинска азбука. Знакот за О е речиси ист, знакот за У е идентичен, само е легнат. И ова ни беше прв чекор, прва итерација ние, како што велиме стручно, за да можеме понатаму да продолживме и за да ја олесниме работата, предпоставивме нешто вакво. Во текстот имаше знаци кои што имаат слична форма. Што значи тоа? Тоа значи која е предпоставката. Ако знакот има слична форма, тогаш предпоставуваме дека има и слична звучност. Да речеме, тоа се С, Ц, Ч, Ш, Ќ, Л, Љ, Н, Њ и така натаму. Значи, што е олеснителна околност? Ако ја најдеме звучноста на еден знак, тогаш оној што е сличен, најверојатно неговата звучност треба да ја бараме тука некаде блиску, значи не можеме да ја бараме далеко. Во тоа е олеснувањето. Потоа, тргнавме на следниот начин, како што е илустрирана во оваа табела. Нормално тука не се опфатени сите примери, меѓутоа колку за илустрација. Табелата инаку почнува со клетката, со позицијата која што се наоѓа најгоре и најлево. Во првата колона имаме два знака, каде што имаме цртичка, исти знаци, имаме цртичка кај нив, кој што укажува на тоа дека најверојатно самогласката не треба да се чита, туку останува само согласката да се чита, а бидејќи од претходниот пример една од формите
која што ја прикажавме дека е иста и во денешните латинични писма, тоа е формата В. Ние овде предпоставивме дека тоа ќе го озвучиме како В. Значи, две В едно до друго, тоа е ВВ. Во сегашниот современ бугарски јазик, тоа е прилог, тоа е во означува. Значи, сега знаеме еден звук, тоа е В. Одиме понатаму на следниот збор, десно, имаме три знака, од кои што два ни се познати. И рековме дека е познато, В е познато, останува уште знакот кој што го дефиниравме дека исто така ни е познат Ј, меѓутоа треба да одредиме ротацијата, за да ротацијата и која самогласка тоа го означува, ние го озвучивме како ЈЕ, односно јви. И денес кога некој претседател на држава или монарх јавува нешто, тоа е адекватно на зборот нареди. И ова е исто значење во текстот. Овде имавме шанса да провериме дали сме на прав пат, со тоа што во древно, така наречениот древно грчки текст или древноданејски текст, како што подоцна ќе видиме, онолку пати колку што ние ја најдовме ова низа од знаци, толку пати е употребен зборот нареди. Од прилика можевме да кажеме дека сме на прав пат. И потоа сега одиме на следните примери. Во вториот ред од згора надолу, најлево, ги знаеме сега веќе звуците, односно значењето на Ј и И. Останува уште Д, денешна форма речиси иста, и добиваме зборче дивејеи, односно се восхитуваат. Потоа имаме една лигатура, каде што имаме едно Д сега, кое што го озвучуваме како Д. Над тоа Д имаме една хоризонтална црта која што е озвучена како А. И едноставно читаме на Д се наоѓа А, односно на Деја. Односно тоа е збор кој што кажува на Божица Врховна. Нешто слично во третиот ред најлево имаме ознака за Д, ознака за А и уште една ознака која што ја дефинираме како мо, на мо Д А. Така ја читаме. Значи имаме мо и Д, над нив се наоѓа А. Многу едноставно за читање, каде што на не се запишува, меѓутоа се изговара во текстот, па имаме уште една дефиниција дека овој знак одговара на мо. Имаме едно интересно зборче, зборот деца, Д го знаеме, ца го озвучуваме и тоа значи деца, исто што и денес значи, и така натаму, одејќи од лево кон десно за секој ред и за секој од овие согласки најдовме, односно секој од овие знаци, најдовме соодветен, ние велиме, дефиниционен збор кој што сето тоа го докажува дека е така, дека го дефинира. Еве само неколку интересни примери ќе кажам. За возлюбени имаме зборчето љубове, за луѓе имаме љуѓа, во денешните говори во Егејска Македонија, како што нарекуваме, или Бела Македонија, зборчето за луѓе е се уште љуѓа, и така натаму. Да не се задржуваме во интерес на времето многу на сите примери, може да се видат од слайдот. И на крај доаѓаме до на овој начин, со оваа постапка, на озвучување на сите знаци, кои што ги сместивме во две табели. Едната табела е озвучување, ја означивме како озвучување на симетричните знаци, другата табела е озвучување на асиметричните знаци. Вкупно имаме 112 и 56, 168 и 876 знаци.
Морам да кажам дека кога се работи со запишување на текстови со слогово писмо, дека тогаш од прилика се потребни 170-180 знаци за да се напише некој текст. Овде гледаме дека имаме многу развиена форма на слогово писмо, каде што вкупно различни знаци имаме 28. Ние во денешното македонско кирилично писмо имаме 26 знаци за согласки и 5 знаци за самогласки, вкупно 31. Овде наоѓаме 28 знаци за согласки, односно за слогови, каде што водечка е согласката, 8 знаци за самогласки и 3 знаци за обраќање кон боговите, вкупно 39. Да напоменам дека првичната верзија на глаголицата има некаде 38 знаци, мислам, што соодветствува тука некаде на овој број. И ние, само да подсетам, дека не предпоставивме воопшто за каков јазик станува збор. Ние не можевме тоа ни да го предпоставиме. Ние не тргнавме од предпоставката дека ќе наидеме на јазик кој што е сличен на денешниот современ македонски јазик и на дијалектите, со низа од зборови и изрази кои што и денес ги има во современиот јазик македонски и во дијалектите. Тоа не е дозволено како предпоставка да тргнеме да истражуваме воопшто. Ние тргнавме со идеја да откриеме каков е тој јазик. Но кога потоа дојдовме во ситуација да откриеме зборови, изрази, граматички правила и форми кои што и ден денес се применуваат во современиот македонски јазик, ќе беше крајно неприродно да тоа не го кажеме. И тука е проблемот. Дека она што го наоѓаме наликува и е во блиско сродство со македонскиот јазик, но исто така и со сите останати словенски јазици. Има една работа која што ќе ја кажеме во идната емисија или емисии, која што е значајна да се забележи, а тоа е следната: дека сите зборови и изрази кои што ги најдовме досега во текстовите на каменот од Розета и на каменот од Канопус, односно на двата камења од Канопус, да бидеме попрецизни, ги има во современиот македонски јазик и во дијалектите на современиот јазик или архаизмите, но ги има и во сите останати словенски јазици. Не само во современите, туку некаде во современата форма на словенските јазици, некаде во нивната архаична форма, што беше навистина пријатно изненадување, така да овој јазик ни беше сугерирано понатаму од колегите кои што соработуваат со нас од странство, дека може да биде некаков вид на прасловенски јазик. Тоа беше нивна констатација и нивен предлог. Понатаму ги успеавме да ги озвучиме, нели, и изолираните согласки. Тука се карактеристични Н и Њ, за кои што воопшто не ни мислевме дека ќе го најдеме во оваа форма, во некаков јазик кој што го пишувале древните македонци. И ги најдовме од 8 предпоставени самогласки графичките знаци за прикажување на 7 од нив. 8 се уште го бараме, ни требаат повеќе текстови. Во овие текстови тоа го немаше. Ги дефиниравме или ги идентификувавме двата знаци кои што се едни од главните Бого и Господа за комуникација со боговите и дефиниравме како се читаат лигатурите. Да се подсетиме, лигатури беа комбинации на 2, 3, некојаш и повеќе знаци кои што се напишани еден на друг или еден врз друг. И тоа е читање многу едноставно. Секој од знаците во таква поставка, во таква структура, го задржува својот звук, односно ги задржува звуците и се додава соодветно уште еден предлог на, кој што опишува структурата.
да речеме овде се дадени 4 карактеристични примери. Имаме ШЕ и А во ваква констелација, меѓутоа А се наоѓа на Ш, па читаме на ШЕ-А. Инаку уште една карактеристика која што е очигледна, но би сакал да ја напоменам, читањето е во насока обратна како што од она што денес сме навикнале. Денес пишуваме од лево на десно, овде читањето и запишувањето е од десно на лево. Потоа имаме една лигатура каде што веќе имаме сега знаци 3 еден врз друг на 3 нивоа, па имаме нај, надзе и уште да ја соопштам информацијата кои се уште двете, нели, самогласки кои што изникнаа заради 8 ротации. Тоа се долго е, односно е и о. За наша, да речеме, среќа или радост, во докторската дисертација на еден господин од Холандија се докажува или се покажува дека во современите говори кои што се во подрачјето на Вевчани и Маврово и ден денес активно се употребуваат 8 самогласки, и тоа оние кои што ги напоменав, односно А, Е, И, О, У, Е и О. Инаку овие исти 8 самогласки и ден денес се употребуваат во современиот словенечки јазик, што ни беше укажано од страна на колегите кои што колегите од Словенија. И на овој начин веќе ја завршивме првата фаза, а тоа е фазата на разрешување на двата проблеми: идентификација на писмото и озвучување на писмото. Сега доаѓа потешката фаза, која што може да значи дали ние бевме во право или не сме во право. Што значи тоа? Тоа значи дека сега треба, врз основа на ова што досега го работевме, да почнеме со читање на текстот и како крајен резултат ќе осознаеме дали сме во право. Што значи тоа? Ако добиеме текст кој што е со слична содржина, како што е текстот на така нареченото древно грчко писмо и јазик, овде е древно данајски, така ќе видиме понатаму дека така ги нарекувале древните грци, односно данајците, нашите древни предци, така се запишани во текстот. Ако имаме слична содржина со тоа, тогаш сме најверојатно, со голема веројатност, на прав пат. А ако добиеме нешто што сосема се разликува од тоа или нема смисла, тогаш најверојатно не сме на прав пат, некаде сме далеко од тоа. За среќа се покажа дека крајниот резултат беше и причина зашто една од причините зашто сме сега тука во емисија, односно она што го добивме како содржина, речиси сосема се поклопува со содржината на древноданајскиот текст, кој што е најдолу на каменот, но со два исклучока, кои што се, инаку овој текст има 32 реда вкупно. Големината на текстот е доста обемна, имено секој ред има должина од 72 сантиметри, 32 реда, во секој ред од прилика некаде 132 знака, и во на што го на крај го добивме, можеме да кажеме дека овој текст е далеку побогат, изобилува со повеќе детали него древноданајскиот текст, а поради големиот број на знаци и соодветно големата количина на информации кои што дава, можеме да осознаеме и други работи, имено каков бил системот за давање на имиња на градовите, на жителите на градовите, на нациите, на државите и така натаму, каква била структурата
кај свештениците, како тие се нарекуваат, каква е структурата кај прислужниците, каква е структурата на представување на одредени членови на дворот, кои што во тој период биле значајни за време на владењето на фараонот кој што наредил да се напише овој декрет, начинот како ги нарекувале своите богови, како ги нарекувале боговите на туѓите народи, на другите народи, каква била констелацијата помеѓу тие богови и македонските богови, после освојувањето од страна на македонците, и така натаму, но за ова повеќе во следната емисија.